Почетокот на новата учебна година е секогаш предизвик најмногу за првачињата. Некои од нив со голема возбуда го очекуваат првото училишно звонче, а кај некои од нив се чувствува отпор. Училишното звонче првото го слушнаа веќе првачињата. Какво е искуството воопшто со Така, секоја година, учебна година е нов предизвик за првачињата, доаѓаат во една нова средина, доаѓаат во една нова ситуација, нови наставници, нови другарчиња. Секако потребен е период за адаптација, секој дете различно реагира, кај некои дечиња воопшто не постои никаков отпор, веднаш нели се влегуваат, ја прифаќаат и наставничката и другарчињата, кај други дечиња пак може да се случи нели да има малку плачење. Меѓутоа, секако, сето тоа е нормално и ние како возрастни во нови средини имаме потреба од адаптација, така што секако и на првачињата тоа им се дозволува, ние ги следиме заедно со наставничките, посебно првите неколку недели, така што на крајот веќе се средуваат работите, нема никаков проблем во понатамошното функционирање за време на наставата. Возбудени си и родителите кога нивните најмили почнуваат училиште. Така, дури мислам дека понекогаш и таа напнатост и тензија повеќе се случува поради возбудата на родителите. Нормално е, нели, за прв пат нивните дечиња зачекоруваат во училишните клупи, сето тоа е сосема нормално, сосема очекувано. Може би треба малку посталожено и без толку голема помпезност да се прави тоа околу влегувањето во училиштето и во училишната клупа. Секако е настан, затоа што започнува една нова фаза во животот на децата. Но сметам дека децата многу полесно од нас возрастните се адаптираат, им треба само малку време и малку простор, внимание и поддршка и сите работи ќе си дојдат наред. За секојаш ни останува во сеќавањето таа средба, првата средба со учителот или наставникот. Така, наставникот и како игра многу важна улога во развојот на детето, не само во образованието во училиштето, туку воопшто во самиот развој психолошки на детето. Нема човек кој што не си ја помни својата прва наставничка. Многу голем дел наставникот игра и во воспитанието и во самиот развој на детето. Детето тука поминува половина ден и наставникот е оној кој што интензивно учествува во креирањето на неговата личност. Тој е оној кој што остава некаков, дава некаков пример и има огромна улога во креирањето на таа личност која што понатаму нели ќе треба да функционира и во други фази од својот живот. Тука се и стекнувањето на нови другарчиња, дружбата. Апсолутно, социјалните врски, креирањето на социјалните врски. Во училиштето не се учи само македонски и математика, не се учат предметите кои што се предвидени со програмата, туку напротив, тука се учи многу повеќе, тука се учи за животот, се учат животни лекции, се градат првите социјални врски постабилни меѓу другарчињата, се учи на емпатија, се учи на толеранција, на хуманост. Тоа се оние сегменти кои што секако треба да бидат дел од наставниот процес. Не само оној образовниот, туку напротив многу повеќе од само науката и знаењата кои што треба да ги стекнат во училиште. Учење преку игра. Можеме така да го наречеме и почетокот на таа нова етапа кај првачињата. Така, секако и кај првачињата, воопшто и целата концепција нова на учење и на образование се темели на нови методи на работа, затоа што првенствено ова се поинакви генерации кои што поинаку се развивале од она што се развиваме, не имаат поинакви интереси, поинаква концентрација, она што им го одзема вниманието, да кажам. Така што самата концепција е смислена веќе да сето знаење кое што треба да го добијат, да биде преку игра, да биде двонасочно, да биде во интеракција со самиот наставник. Повеќе не е она самиот наставник да стои да го предаде четивото, а тие само да слушаат. Напротив, постојано се даваат задачи и се наведуваат децата сами да донесуваат одлуки, сами да доаѓаат до решенија, се со цел да се развива тоа критичко мислење и да
едноставно да биде интересен начинот на учење. Што е најбитно за детето кога започнува естествено нова етапа во својот живот? Најпрво е потребна поддршка. Значи да има поддршката од родителите, без разлика каква и да биде реакцијата кога доаѓа во училиштето клупи, да не биде онај претерано повторување дека тоа е прво оделение, дека треба сега да се учи, дека тука има нови правила, туку едноставно да му се дозволи на детето во рамки на своите капацитети да си ја направи адаптацијата според своите лични потреби. Тука се секако наставниците, заедно во соработка со родителите, тоа никогаш не треба родителите да го заборават, затоа што сите работи и сите проблеми се решаваат во училиштето. Така што секогаш родителот треба да има постојана соработка со наставникот, што и да се случува, наставникот да биде запознат и со заеднички решенија да се најдат најдобрите методи за детето полесно да се адаптира во училиштето и да ја прифати целосно новата ситуација со која што треба во следниот период да се носи. Знаењето кое што ќе го стекнат во училиштето, меѓутоа и сите оние вредности кои што треба да ги имаме како луѓе во животот за да можеме да функционираме добро и да бидеме луѓе кои што ќе придонесат за развивање на ова општество. А тие се нашата иднина, токму новите генерации се нашата иднина.